Ако немаме музички гости, тука секогаш си имаме ние песни и музика подготвена за вас, но за среќа и денес имаме музички гостин и тоа е тој голем виртуоз и на кларинет и на саксофон, Мајкл Карадаковски во нашето студио. Добро утро и добре ни дојде на наше задоволство. Ке ни отсвириш, ке си уживаме со твојата изведба на кларинетот и на саксофонот. Од кога сме со кларинетот? Па со кларинетот од мојата 6 годишна возраст. Од 6 годишна. Да. Како се пројави жилбата и да го свириш токму овој инструмент? Па ова ни е фамилиарно, од дедо ми и од татко ми. Така, значи се пренесува од колено на колено, но сега вака некако повеќе ти се истакнуваш, така? Од фамилиарно малку повеќе, затоа што твоето име Мајкл Карадаковски, тука кога ќе ни дојдат некои музички гости, те споменуваат затоа што си дел од нивни проект, дел од песна, дел од музицирање и така натаму, што значи дека ти покрај тоа што го свириш кларинетот и саксофонот и како соработуваш со нашите музичари, каде што те има со кларинетот. Со кого најмногу соработуваш? Со кого? Со сите. Скоро со сите, да. Сите каде што ќе бидеш поканет, да те има? Каде што ќе бидам поканет. Имам соработка со доста дел од нашите. Кој е твојот дел таму? Да отсвириш со кларинетот, дали и за музицирањето и слично или? Мојот дел е да си отсвирам. Тоа што ми е дадено да го отсвирам. Одиш и си го свириш и едноставно за да уживаме после сите. Она што сега имавме можност да го слушнеме од тебе, што беше тоа? Тоа беше пред точно 10 години. Тоа ми беше прво гостување во Алфа телевизија, на Зајди емисијата. И од тогаш па се наваму веќе се почесто и почесто има на телевизиските екрани и денес во Македонија, денес во утринската програма. Навистина, да, твоето име, јас како што кажав, се споменува, но не забадијала, затоа што ти и покрај тоа што си имаш талент, едноставно само го усовршуваш со тоа што си школа и на големиот виртуоз. На големиот виртуоз, кралот на саксофонот Ферус Мустафов, поздрав до него. Така, Ферус Мустафов. Се надевам дека и ќе го имаме во Македонија денес, ќе се договориме здравје само. Но она што би сакала да слушнеме во продолжение, Ибраим Чочек, Ибраим Оджа е тоа, Белеш Коро. Така. Од кога датира ова оро? Дали знаеш? Дали имаш некаков податок? Па не знам точно, знам дека во Велес свадба без тоа оро не бива. Не бива, да. Со оглед на тоа дека нели потекнуваш од Да, потеклото ми од Велес. Имаме гледач. Зашто имаме гледач? Добро утро. Дали се слушаме? Доколку сакате, се разбира, да. Да, се исклучи гледачот. Секогаш имаме гледачи, доколку сакаат нешто да конкретно може би да те прашаат и така натаму. Слободно може да се дружиме, затоа и утринската програма, отворена програма, јас велам за нашите гледачи. Кларинетот во раце, за почеток да слушнеме што е она што би сакал да ни презентираш, да ни отсвириш. Тоа ќе го оставам на тебе или пак да слушнеме видео издание со Чочек, па потоа да ни свириш во живо. Може и така, за да се напиеш водичка со оглед на тоа дека допатува од Велес. Значи за Ибраим велиме ова оро во Велес свадба без тоа не бива. Да. Популарно е. Од кога, значи не знаеме точно, меѓутоа многу години, децени наназад. Ајде, еден голем поздрав ќе упатиме до Велешани и да уживаме сите во ова оро, во изведба се разбира на Мајкл Карадаковски со кој бенд? Со Фидбек. Фидбек, така. Уживајте.
Браво, браво, Майкл. Виртуоз, едноставно, чија школа си? Како не би бил, така ли е? Да. А колку години со Ферус? Од 17-та моја година. Од 17-та година со Ферус. И како е да се соработува со него? Каков Доста учител е тој? интересно. Интересно, Така? да. Оно што ви го пренесе неговото знаење и несебично тоа го прави, сигурна сум. Да, не себично. И многу вежбање. Многу Со бара него е вежбање. многу треба да се вежба. Така, имаш ли еве вака да кажеме енергија? Јас тоа го гледам дека имаш, меѓутоа од пораните утрински часови потешко или нема? Или тоа не мора да значи за еден Не мора кој да значи. е професионалец во она што си го работи? Не мора да значи. А Мајкл, сите овие ора кои ги имаш, кои ги отсвири во својата кариера, музичка кариера што се однесува за свирењето на кларинет и на саксофон, на крајот ќе ни отсвириш нешто и со саксофонот. Кога тоа ќе се преточи во еден албум за да имаме убави чолчици ора од тебе? Па, здраве негде после нова година. Во 2020 сакам тоа да го средам. Да снимам мои нови работи. Така. Си направам еден албум. Или комбинација нели од она што веќе си го створил и допрва треба да го слушнеме од тебе, да? Да. Го споиме во еден убав албум затоа што навистина чолчици ора и како се потребни за убава веселба и за добра забава. Како што кажавме бе Велешани, не бивало свадба без Ибраим Чочек или Ибраим може орато, да. Да. Зошто е тоа така? Само Велешани си знаат, тоа најверојатно традиција си е некоја, но ти како умееш да го отсвириш, а и многу убаво на свадбата на мојот колега, кој сега во режија е долу. Да, сте се забавувале на преубав начин, но тој дури сега дозна дека ти на неговата свадба си бил. Така е, младоженците збунети се. Збунети се, неподготвени се уште и откако ќе помине се освестуваат, значи што сториле. И еве веќе знаат да каже дека навистина сте биле прекрасни како музичари за преубава веселба фидбек заедно со Мајкл Карадаковски. Но тебе те има и надвор од границите и те како многу си барани во соседството. Да, почнав да снимам во Србија. Емисија се правеше. Сезон продукција, снимав некои чочеци ора со познати пејачи и пејачки. Кои познати да ни откриеш? Па имам свирено со една емисија зам беше Шабан Шаулич, Така покојниот Снежана Ѓуришич. Тоа се веќе врвни музички имиња. Браво, Мајкл, за тебе. Но не треба да си толку многу скромен како што си, но најверојатно си така воспитан. Така сум, да. Така. Добро, да, тоа се многу врвни и големи музички имиња кои препознаваат што е квалитет и токму затоа се соработувал со нив. Да, тоа е се благодарение на мојот професор. Така, со Ферус, така. Ферус е прекрасен наш виртуоз, нека е жив и здрав уште долги години. Да. Сега, токму за тоа, да не зборуваме многу, да оставиме гледачите да уживаат во еден преубав чочек, Три гонга. Така е наслов. Зошто три гонга? Нешто има во музицирањето некои три гонга или нема врска тоа? Едноставно така е наслов. Инспирација нешто ми дојде така за да снимам така. Тоа е твое, така? Да, некоја инспирација. Чочек, ова е веќе Чочек. Да. Ке уживаме со Чочек, Три гонга, Мајкл Карадаковски. Кој бенд е тука со тебе? Од Србија. Од Србија се бендот. Кој да е, музиката нема граници. Уживајте во еден убав Чочек.
Почитувани, сите вие од повозрастната генерација имавте можност, како и јас сега дури видов, со кого Мајкл Карадаковски рамо до рамо свири саксофон, а до него големиот виртуоз од тогашна Југославија Боки Милошевиќ, кој почина минатата година, слава му, затоа што тој беше еден од најголемите виртуози на кларинетот во Југославија и сите го помниме и го знаеме. Боки Милошевиќ е како познато име на големо, на широко, и во Македонија, и во, како што кажав, тогашна Југославија. Јас го знам затоа што моите родители многу го сакале, го почитувале и го познавале, затоа што тој беше дел од филхармонија, дел од многу оркестри, радио телевизија Србија, познато име. А ти рамо до него. Секоја чест. Тоа е скромноста и текајтеве, што не ни кажа дека ќе го видиме Боки Милошевиќ. Да, за жал почина, но оставил многу дела. Да, што научи од него? Како беше тој како човек? Супер како беше дојде како до соработката со него? Па прв пат кога отидов да снимам таму, он беше шеф на оркестарот. И така Браво, Мајкл. Ми даде многу совети. Кои си ги имаш и ден денес. Така. А секоја чест, на вистина, јас се воодушевив да се свири рамо до рамо со еден таков голем човек е за поздрав. И токму затоа и горди треба да бидеме, затоа што и ние тука кај нас имаме и како големи и талентирани музичари. Има во Македонија доста талентирани и пејачи, и музичари. Так, еден од нив и ти. Верувај дека, скромноста треба да ја поседуваме, но не некогаш и дотолку како што ја поседуваш и ти. Затоа што, како што кажав, и наши музички гости многу често го спомнуваат твоето име, дека си дел од нивните песни, од музицирањето и така натаму. Но да не должиме многу, затоа што времето ни е кратко, да оставиме гледачите да уживаат, како што вели еден гледач и не контактира, без саксофон свадба не ја бива. И така, ќе му посакам да има убаво попладне. Ферус Коло, му посветивме и на учителот едно коло. На учител, да. Ајде да слушнеме и да уживаме со Ферус Коло, а потоа и со звуците во живо на саксофонот за одјава, ете така, од емисијата. Вие бидете со нас, се уште се разбира.
Секоја чест. Браво, Мајкл и со Завков. Благодарам. Со работка со големи музичари, затоа што талентот е тој што ти си го имаш и си го поседуваш. Јас сум сигурна дека нашите гледачи уживаа во твојата изведба на Ора и Чочеци, па да си жив и здрав, уште многу да имаме од тебе и да очекуваме албум да го имаме во својот дом за убави веселби, за арно за убаво што се вели, дали свадби, било каква друга веселба. Убаво е да се слушаат овие Чочеци, да си ги имаме во својот дом, затоа очекуваме албум, така? Кажавте после нова година ќе работиме на тоа. Тука нема сега многу да зборуваме, затоа што јас за крај ќе оставам ти да ги почестиш нашите гледачи со изведба исто така, затоа што знаеме и кларинет, знаеме и саксофон. Друг инструмент владееш некој? Онака? Па свирам и гајда, и зурва свирам. И зурва, браво. Значи дувачките инструменти ти се предност. Ти благодарам што беше дел од Македонија денес и секогаш добре дојден се разбира. И повели со саксофонот, а јас тука ќе ви кажам. Почитувани, благодарам што бевте со нас и ја следевте утринската програма Македонија денес. Почнуваме од 7 часот, се дружиме се до 9 часот и 30 минути. Секое добро ви посакува Мајкл, повели.